На дневен ред ни е доставен ова предлог законско решение за донесување на законот за задруги, кој што е концепиран на начин да се генерализира, односно што помал опфат на одредби со кој што по-прецизно ќе се уредат овие начини на организирање на граѓаните во соодветните области, за да што поголем дел од ова организирање има така наречени правни празнини и можности за манипулирање. Меѓутоа, основна цел, за која што и самите овде наведуваат, дека ова предлог на законско решение е предложено да се донесе под превезот на некое здружување на граѓаните, а со тоа директно во самиот вовед и во експлицитно нормирано во понатамошните одредби од ова законско решение, се предвидува укинување, односно престанок на важење на Законот за земјоделски задруги, односно и на дел од одредбите на Законот за земјоделски задруги, кој што секако ќе задира во организирање на и текако досегашното организирање на овие земјоделци во земјоделски задруги. Иако сите сме свесни дека 20 години се вложуваше труд во организирање, обиди за организирање на земјоделците, за да истите се окрупнат, односно да бидат конкурентни на пазарот. Но, во дадениот момент, со донесување на вака предложеното законско решение и со примена на одредбите од овој закон, конкретно во членот 54, кој што сите колеги го предвидува, односно го потенцира, постојните задруги се должни да се организираат и да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок од 1 година од денот на влегување во сила на овој закон. Тоа значи експлицитна одредба. Со не усогласување со овој закон, дефинитивно згаснуваат постоечките земјоделски задруги, кои што 20 години со цела мака се обидувале да се воспостави еден систем на организирање и на зголемување, потенцирам уште еднаш, на продуктивноста на овие земјоделски стопанства. Со денот во членот 55 предвидуваат со денот на влегување во сила на овој закон престанува да важи Законот за задруги од Службен весник на Република Македонија 54/02 и 84/05 и Законот за земјоделски задруги, Службен весник на Република Македонија 23/13, 51/15, 193/15 и 39/16. Не знам овде што не е јасно. Како колегите од парламентарното мнозинство толкуваат дека со ова законско решение не се укинувале досегашните позитивни законски прописи, односно посочените закони. Еве, експлицитно се наведува дека со влегување во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од Законот за задруги и Законот за земјоделски задруги. Што е клучно овде? Клучното е што во позитивните прописи, досегашното законско решение, внимавајте, ќе цитирам само една одредба, односно членот 7, услови за основање на земјоделска задруга. Во ставот 2 вели вака: земјоделските стопанства ја задржуваат правната форма која ја имале пред зачленување во земјоделската задруга, што е многу битно и многу клучно во однос на здружувањето во задруги. Бидејќи секое стопанство земјоделско кое што се вклучувало во процесот на задругарство, ја зачувувало својата правна форма и има своја посебност. Односно, единствената цел им е за окрупнување и зголемување на конкурентноста, секако за подобрување на условите и на квалитетот и на квантитетот на производство, а секако и на пласирање на овие производи. Меѓутоа, со фрлање на ова 20 годишна голгота низ која што минувале земјоделците, сега вие фрлате во вода и почнувате постепено одново да ги пререгистрирате, што се сомневам дека воопшто некој од овие земјоделски задруги ќе се пререгистрираат согласно овој закон, бидејќи други се условите овде кои што вие ги наметнувате. Со тоа што, ако ги видиме и по имите, во членот 2, во ставот 2 вели: според дејноста видот на задругата може да биде земјоделска, и сега понатаму одите стамбена, работничка, занаетчиска, младинска, градежна, енергетска и други видови на задруги. Никој не го спори овој дел. Меѓутоа,
јасно и децидно си е наведено дека и земјоделската задруга ќе спаѓа овде. Без разлика на колегите кои што спореа дека со ова законско решение нема да бидат укинати одредбите од постојните закони и нема да има никакви промени во однос на земјоделските задруги. Според условите и начинот на организирање на овие задруги, тоа е повеќе налик на акционерско друштво. И мислам дека овде треба да има соодветен дел кој што ќе се однесува согласно Законот за трговски друштва. Зошто? Бидејќи со вакав воспоставен начин на воспоставување на задруга, во поимникот во точка 10 вели удел во задругата. Тоа ти е како еден вид на акции во акционерските друштва. Е севкупност на правата и уврските кои што задругарот ги стекнува врз основа на влогот во основната главнина во задругата, при што секој задругар има еден удел кој не може да биде представен во хартија на вредност, од вредност. Тоа значи дека овие начини на здружување имаат повеќе елементи на здружување на еден вид на акционерско друштво, согласно Законот за трговски друштва, отколку со посебно законско решение, кое што впрочем беше и целта за полесно здружување на досегашниот начин на здружување на земјоделските стопанства, кое што вие ги инкорпорирате во сите други дејности, а сите се засебни и специфични. Земјоделската дејност е специфична дејност. Не можете да ја поистоветите со енергетската дејност, каде што колегите елаборираат дека од лукративни причини се воспоставува овде задругарство во однос на енергетиката, односно производството на електрична енергија и други енергенси, на начин кој што под превезот на тоа дека е некоја трансформација кон обновливи извори на енергија, се друго занемарувате, па и земјоделските стопанства и земјоделското земјиште кое што го имате намера да го узурпирате на еден начин, за да не ја извршува својата основна дејност, односно да се произведува храна, туку да се произведува електрична енергија, зашто имавте намера и бевте со намера дека и во вашата програма доставивте дека ќе вршите оттуѓување на државното земјоделско земјиште. Сето ова се сплет на околности кои што ви се однапред планирани. И затоа со ова вака предвидено законско решение, вие впрочем продолжувате со вашите лукративни причини, за да се зацкријат сите други недостатоци кои што ги имате во имплементација и на позитивните законски прописи. Мораме да констатираме, да, и таму се уште има услови за подобрување и ставки каде што треба да се подобри. Со ваквите решенија ги елиминирате сите овие задругари и сите оние кои што ќе членуваат таму од одредени социјални права кои што ги следуваат, односно правата кои што им следуваат согласно позитивните законски прописи. Односно ги третирате на еден начин сите како вработени лица, со тоа што ги избегнуваат користењето на социјалните права кои што им следуваат согласно законот. Всушност, ова формата која што се создава, еден вид на акционерското друштво, се потврдува и во однос на одговорноста, каде што задругата одговара со целиот свој имот и начинот на пренесување, односно условите за пренесување на уделите на задругарите на други лица и пренесување на влогот или уплатата. Имено членот вели вака, во членот 25, членот може својот влог во задругата да го пренесува и на други лица. Тоа ти е еден вид на пренос на влог и удел, како што е во другите трговски друштва. А друга е состојбата во досегашните земјоделски задруги, каде што потенцирав, не случајно во членот 7, дека ја задржуваат постојната правна форма, односно имаат посебна засебност, но имаат заеднички интерес со сите други кои што влегуваат во оваа задруга. А овде имаме класични одредби кои што се однесуваат на акционерските друштва и Законот за трговски друштва. Затоа, почитувани колеги, со ваквото законско решение се продолжува само генезата на оние уредбата и правилникот за субвенционирање на земјоделците и кратење на 1 милиарда денари за субвенционирање директно на земјоделците за 2023 година. Ова е само продолжување со цел лукративните побуди да ги озаконите. Благодарам.
Реплика Даниела Колева.